Во текот на вчерашниот ден имавме можност да слушнеме уште еден од многобројните спинови на ВМРО ДПМН, со кој што ја обвинија опозицијата дека е виновна за тоа што не може да биде донесен закон од забранители. Меѓутоа и овој спин на ВМРО ДПМН нема да ја успее. Ние ги разбивме сите нивни спинови во врска со законот забранители. Како прво, овој закон забранители кој што е заглавен во собраниска процедура е никаков закон, тој не нуди ниту едно решение за забранителите. Понатаму тој закон ние сме убедени дека постои договор помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ за тој воопшто да не биде донесен. ВМРО ДПМН повеќе од сигурно знаеле дека ќе има повеќе од илјадници амандмани, во случајот повеќе од 15.000 амандмани кои што ќе го спречат неговото донесување. И на овој начин ВМРО ДПМН се обидува да најпрво се обидуваше вината за недонесување на закон за забранители да ја насочи кон ДУИ, иако забораваа дека има повеќе од доволно време, односно 6 години, за да ги решат проблемите на бранителите. Меѓутоа, сега повторно прават нов спин, обидувајќи се вината за недонесување на закон за забранители да ја насочат и кон опозицијата и кон СДСМ, односно нивното отсуство од собрание. При тоа повикувајќи и пратениците од опозицијата да се вратат во собрание, за на тој начин да бил донесен законот за забранители, нешто што воопшто не е точно и не е можно, бидејќи дури кога опозицијата би се вратила во собрание, повторно стануваат за разгледување 15.000 амандмани за кои што ќе треба повеќе од 10 години. И во оваа прилика ги повикувам раководството на ВМРО ДПМН да ја применат истата тактика и стратегија која што применија и при донесувањето на законот за буџет, односно повторно нека ги прекршат собраниските правила, бидејќи видовме колку се силни кога се работи за пари, за нешто што ним и одговора, па така со кршење на правилата нека си го донесат оној закон со кој што и така нема да има никаков ефект врз бранителите. Бројот на протестанти е толков колку што ние сакаме да биде. Ние во ниту еден момент не најавивме масовност на ваквите протести со блокирање на улици. Нашата цел е само да го свртиме вниманието на јавноста кон барањата на опозицијата, кон оние неправди и кршење на законот на собранискиот деловник и воопшто на Уставот на Република Македонија. И бројката на луѓе кои што доаѓаат на овие протести за нас не е битна. Ние во саботата покажавме дека како опозиција знаеме да собереме огромна бројка на луѓе и имате во предвид дека времето исто така не оди во прилог. Ладно е, врнежливо е, но сепак тоа не ги спречува овие луѓе да дојдат и да го искажат својот револт против оваа ненародна корумпирана власт.